дискусија сакам да започнам со едно прашање за тројцава. Реално тие што не слушаат сега го знаат Берни, ама за оние што не го што не слушаат, ама не го знаат доброт Берни, ние како што си го викаме, како би го опишале. Така што Димитар Донев, кој е Берни Сандерс за вас? Искрен, лидер, човек што се инволвира во политика за тоа што е политика, односно начин како да му се помогне на најмногу луѓе, со носење на закони, со менување на јавниот дискурс, со пренасочување кон одредени теми. Се гледа дека Берни тоа што го прави, не го прави оти има некој спешал интерес за него, оти му служи на некои високи личности, на некои многу мокни личности. Гледа дека тој е соло играч. Оди сам во политика, се инволвира сам во политика за да му помогне на најобичниот граѓанин. Нешто што ни треба во светот и ни треба во Македонија некој таков политичар да истапи. За жал, досега друг, освен Берни Сандерс, не сум сретнал во политика. А пратам доста политика и ништо такво нема. Да, во однос на феноменот што е познат како Берни, он е особено ретка фигура во американската политика, посебно можеби најуникатна фигура од причина што сите преходни обиди да се трансформира дискурсот секогаш доаѓале од надвор. Но Берни е сенатор, пред се мора да знаеме дека тој е сенатор, тој почнува овнатре. И токму, доколку се следат неговите говори и сето тоа ќе се познае како некој што одбива да биде политичар, а во суштина сака да биде активист. Имаше еден многу добар твит за тоа дека разликата помеѓу Берни и обичен политичар е тоа што сите политичари се преправат дека се активисти, а Берни е активист што се преправа дека е политичар. И мислам дека од тука се црпи таа негова посебниот стил, особено во кампањата и во говорите што ги држи и начинот на кој тој формира својот светоглед и како гледа тој Америка и како тој гледа на светот. И мислам дека е можеби една од ретките можности во Америка, барем во историски контекст на развојот, да навистина се дојде повторно до некоја револуционерна промена во стилот на Франклин Делано Рузвелт. Да, дефинитивно се согласувам и со двајцата. Зашто јас сакав нешто подруго да кажам, нешто што мал дел луѓе го знаат. Ја пред некое време пишував есеј за дигиталната демократија и каков ефект таа има врз политиката денеска. Ќе се фокусирав на кампањата на Берни и најдов дека интересно за Берни, може би омилен факт ми е тоа што пред едно 50 години, кога ни Берни се знаело, ни Сандерс, ни Фил Добърн, додека било средно, Берни бил трката да стане председател на целиот клас. Сега, у Македонија, председател на цел клас е една училница, у Америка, у средно, цела генерација. И повеќе кандидати имале, ама платформата на Берни се засновала во тоа да ја покачи сумата на пари за стипендии која се дава за децата од Кореја, кои се дојдени поради Корејската војна тие години и нормално кога некој у втора година средно иде со таква платформа ќе изгуби. Ама најинтересно цела приказна е што откако Берни изгубил, оној што победникот ја преземал платформата на Берни. Така што на некој начин Берни ја добил Берни ги добил првите избори што ги изгубил. И тоа ми е најинтересното за Берни, не само средно тоа што го правил со овој пример, туку може и се вратиме до 2015 и 2016. Не знам за вас, ама ја кога прв пат слушнав за Берни, ја бев у Тексас. Цела година поминав таму, баш бојкот на кампањата и бев у конзервативно место у Тексас. Каде што никој не го сакаше Барак Обама, луѓето со кои живеев гласаа за Трамп, а ја бев единствен демократ
во цело средно. И кога слушна за Брни, бев као, yes, конечно. Конечно, некој кој што ќе ги збори тие работи што треба да се зборат, као што Димитар ти спомна преска. Некој кој што стварно се залага за луѓето, стварно сака да направи нешто, не е политичар, активист е у душа. Ама за тие околу мене беше радикално. Не знам дали се сеќавате, ама што се него нарекоа? Комунист, социјалист. Сега да кажам дека радикален беше Брни уште од старт. Радикален по некој амерички светор. Ама што се дешава сега? Се дешава да здравствено осигурување за сите или Medicare for All станува се поголем мејнстрим, се поголема мејнстрим идеја. Бесплатно школување за сите. Исто мејнстрим идеја станува. И ред други работи за кои што Брни се залагаше, иако изгуби, као и што изгуби и усредно, демократија или барем еден подобар дел од демократија се залага таа идеја да не сгасне со поразот на Брни, туку да продолжи. Това ми е нешто за Брни, нешто што ме фасцинира и што ја не сум некој кој што сака да идолизира луѓе, ама ако треба да најде некој политички идол, тоа би бил Брни. Да, во суштина, ако се погледне програмата на Брни, таа после 2016 беше голем дел беше преземена како официјална платформа на демократите. И истото тоа мислам дека ќе го видиме од причина што Брни сушност не е некој кој што го ствара брандот на прогресивност, туку тој го вози брандот го сурфа на еден начин брандот на прогресивноста, од причина што барем она што е помладата генерација на американци го очекуваат такви прогресивни платформи. Тие повеќе не живеат во некоја илузија за тоа дека можеш самостојно да стигнеш до врвот од различни економски структури и се до тоа, но моќта на Брни е токму во тоа да го мобилизира дискурсот на начин и да го премости и да го заврати во текот кај што треба да оде, а тоа е прогресивниот пат, барем оној прогресивен пат кој што Брни го замислува. Иако Брни доста избори има изгубено во неговиот живот, ама пак на некаков начин неговите идеи победваат.